Грипот зема силен замав кај децата. Предпразнично клиниката за респираторни заболувања во Козле се полни со деца. Висока температура, болки во грлото, напади на кашлица, во потешки случаи пневмонија се најчистите симптоми, велат лекарите од Козле. 80 деца со пневмонија се задржани на болничко лекување, а дневно има и до 250 прегледи. Болничките капацитети на клиниката се речиси целосно исполнети. Децата, ако имаат една обична вироза, тие рипаат, играат, меѓутоа инфлуенцата ги бутка во креват. Значи се генерално малаксани, на тоа се надоврзува болки во грлото, па доколку се пројават и симптоми во однос на тешко дишење, прогресивна кашлица, тогаш треба да се побара обавезно лекарска помош за да не станува збор нели за долно респираторен инфект, каде што инфлуенцата веќе гледаме дека знае да направи еден масивен пневмоничен наод кој што ќе побара и хоспитализација. Децата се од сите возрасти, од доенчиња до предшколска и школска возраст. Пет се на кислородна поддршка. Лекарите со препораки до родителите. Да не се носат дечињата во простори каде што има многу луѓе, затоа што инфлуенцата се шири капковно. Може да се шири преку директен контакт, луѓето кашлаат, киваат, на тој начин ќе дојде нели до ширење на инфектот. Меѓутоа може и индиректно предметите, приборите каде што јадат, каде што се собираат на исти маси, значи исто така може и по индиректен пат да луѓето се заразат. 130 деца се хоспитализирани на детската клиника во Скопје со различни патологии. Тој број се очекува да биде исти за време на новогодишните празници. Лекарите очекуваат да се зголемува бројот на деца со грип и респираторни инфекции во наредниот период, а и за овогодишните празници дежурни медицински тимови ќе бидат достапни за пружање лекарска помош.